Тоа е само политички елемент, затоа што никој не спомнува дека имаме преведување на македонски книги на бугарски јазик и бугарски автори на македонски јазик. Дали всушност македонскиот јазик ние го користиме за билдање на националните чувства? Па точно, тоа е имагинарно, нели, застрашување, пред се јазикот во сите состојби се опстана, нели, се додека има говорители, ќе има и јазик. Предлогот на Фискалниот совет беше невнимателен, ниту една земја досега не е постигнала нагло зголемување на старосна граница. Не може вие на вработени кои што очекуваат да се пензионираат наредната година да им кажете дека ќе мора да работите уште 3 години. Зошто како партија Социјалдемократскиот сојуз во овој момент се изема од одговорноста? Е направен одреден пропуст во однос на кривичниот законник, значи ние не одговорноста за тоа секако ја носиме. Ке имате ли доволно време да ја консолидирате партијата? Она што беше во предизборието ветено од сегашната власт, многу малку се спроведува. Имаме луѓе што возат джипови од по 100.000 евра, а плаќаат придонес на минимална плата, што создава големи, да речем, нееднаквости во општеството. Усвоен е буџетот за наредната година. Во 1/4 од приходите во државната каса ќе се финансира дефицитот кај пензиите. Над 850 милиони евра оваа година ќе се трансферираат во пензискиот фонд. Фискалниот совет, Светската банка и Меѓународниот фонд предлагаат зголемување на ДДВ-то од 18 на 19%, како и покачување на старосната граница на 67 години. Во ово издание на Трин гости на универзитетскиот професор и екс-министер за финансии Трајко Славевски. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Професор Славевски, премиерот Мицковски не прифаќа зголемување на старосната граница за пензионирање. Ќе направи натрепартиски консултации. Кои се опциите на кои ни престојат? Мислам дека предлогот на Фискалниот совет беше невнимателен, ниту една земја досега не е постигнала нагло зголемување на старосна граница. Тоа го прават, има земји кои што се во тек, ќе се донесе, да речем, некоја мерка, но тоа трае со години. По 3 месеци секоја година, некаде по 6 месеци, значи никаде не може вие на вработени кои што очекуваат да се пензионираат наредната година да им кажете дека ќе мора да работите уште 3 години. Затоа велам дека беше малку непрофесионално и невнимателно пласирана таа мерка. Сега останува на владата да бара други решенија. Секако е голем товар дефицитот во пензискиот фонд кој што се финансира од буџетот, но малку е чудно зашто нема кај нас дебата околу генезата на тој дефицит. Имајте, јас сум малку повозрастен и ги помнам уште првите денови дискусии, уште од 2000 година, од притисокот што го изврши Светска банка да преминеме, односно да го воведеме вториот пензиски столб. Таму беше предвидено дека за 10 години ќе има така наречен транзицијски дефицит, затоа што не можете, ако му одземете 1/3 од средствата, од придонесот на државниот пензиски фонд на ПИОМ и ги префрлите во приватни пензиски фондови, нормално е ќе дојде до дефицит. Но тоа беше една голема заблуда. Според некои истражувања, тој дефицит транзицијски, кој што кај нас се провлекува веќе трета деценија, може да трае дури и половина век. Односно, никогаш, што се вика бел ден, буџетот, пензискиот фонд да не види од воведувањето на приватните пензиски фондови. Кои се причините што со години се провлекува овој дефицит во пензискиот фонд? Па главната причина е тоа што му се одзема средства. Вториот пензиски фонд се формираше на тој начин што 1/3 од средствата што се уплаќа во државниот пензиски фонд отидува во приватните пензиски друштва. После има други причини, усогласување со инфлација, некои, да речам, ад хок усогласување заради тоа што се утврдило дека пензиите заостанале зад платите кои што растеле заради една или друга причина и така натаму. Сакам да кажам дека истражувањата кои што, за жал, нашите финансиски експерти не ги вршат, затоа што ние гледаме кратковидно, не гледаме за ефектите што ќе следат во иднина, покажуваат дека дури да дојдеме ние, ако ситуацијата остане статус кво,
да останат вторите пензиски друштва нечепнати како што е сега, дури 2% поени или 2/3 од оној дефицит што би го имале од 3%, ако го задоволиме фискалното правило и мастришкиот критериум, ќе отпаѓа на потребата од покривање на дефицитот во пензискиот фонд. Нема тука, нема решение, може само ублажување да се намали тоа, дали ќе одиме на близу 40% да се финансираат од буџет средствата потребни за пензии или 30%. Вие бевте силен критичар околу формирањето на вториот пензиски столб во 2006. Видите, политичката одлука беше донесена 2000 година. Јас тогаш бев министер за развој. И се сеќавам тогаш на една средба во кабинетот на тогашниот министер за труд и социјална политика, господинот Ибраим Бедредини, се разви дискусија, но на некој начин бевме замолчани, затоа што Светска банка услови ФЕСАЛ 2 аранжман од некаде 10,5 милиони евра или марки, не се сеќавам тогаш, се уште постоеше марката, за финансирање на решавање на загубарите. И под тие услови ние го прифативме заедно со уште 11 земји од Источна Европа и едно 7-8 земји од Латинска Америка. Ниту една друга земја во светот не отиде на прифаќање на таков модел кој што има катастрофални последици за нашиот пензиски фонд и за македонската економија, односно само ги храни со провизии, дебели профити приватните пензиски друштва, она што е моје очекување, кога во 2030, за мажи 2032 година ќе почне да се исплаќаат редовните пензии на оние што се осигурени во вториот пензиски столб, ќе видиме дека можеби 70-80% од лицата тогаш ќе се префрлаат во првиот пензиски столб, затоа што не ќе можат да стигнат ниту до минимална пензија. Така покажуваат актуарските податоци. Видите, Чомовски, 2019 година, кога оние што беа доброволно се приклучиле кон вториот пензиски столб, родени пред 1967 година, имавме некаде околу 16.500 такви пензионери. И земјоделци и лица со бенефициран пензиски стаж, кога дојдоа да се пензионираат, тогаш се види дека пензиите ќе бидат екстремно мали и тогашната влада, нели владата на СДСМ од 2019 година, сите нив 16.500, подоцна уште неколку стотици како што доаѓа, ги префрли заедно со средствата нечујно, тивко, без да направи некои промени во вториот пензиски столб, ги префрли во ПИУМ. Некаде околу 2,5 милиарди денари, околу колку 140 милиони евра беа префрлени. Моја проценка е дека тоа не чека и во иднина. Како што ќе стигнеат пензионери, кога ќе се види дека пензијата, ако би останале во државниот пензиски фонд, ќе биде поголема, затоа што, внимајте, тој е покрај тоа што е и актуарски и социјален, гледате, нели, се води сметка за стандардот, притисоци, зголемувања, усогласување со инфлација, со раст на плати и слично. Ова, ако некој, јас жалам уште еднаш ќе кажам, не се прават анализи, ако некој види колкаво е оплодувањето на средствата што им се задржуваат на осигурениците во вториот столб, ќе му се дигне косата на главата. 11 милиони евра за првите 9 месеци се платени како провизии на трите пензиски друштва, кои што ги раководат фирми од Словенија, од кои што 5 милиони се чист профит. Јас направив некои пресметки, нивната профитна маржа е 54%. Тие остваруваат дупло повеќе заработка на вложените средства, капиталот од што Apple, Tesla и така натаму и така натаму. Нивните менаџери, не знам нели кои се, на кој начин се назначени, имаат плати од 300.000, 400.000 денари и тие се оној политички проблем кој што сега најверојатно по некои лоби канали ќе биде најголемиот противник на некоја реформа која што ја направија речиси сите земји во минатото. Професор Славевски, ако се исклучат вработените во јавниот сектор, на секој вработен има по речиси еден пензионер. Сите стравуваат дека покачувањето на годините за пензионирање ќе намали продуктивноста, особено кај младите. Но дали зголемувањето, односно предлогот за зголемување на старосната граница е и во насока на тоа што имаме и недостиг на работна сила? Видите, треба да се најде модел, модел да биде исплатливо за оние што се чувствуваат способни, навршиле 64 години, мажи и жени 62, тие можете до 64 да работат,
да не ја губат пензијата, да можат дополнителен доход да заработуваат за да останат на работа. Не станува збор за намалена продуктивност, има работни места каде што искусни, здрави, возрастни граѓани би можеле да бидат и тоа како полезни, продуктивни врз основа на својот, да речем, човечки и социјален капитал што го стекнале во минатото. Има еден парадокс, владата се задолжува дома и во странство со покривање на буџетскиот дефицит, во купувањето на македонски обрзници се почесто се појавуваат и домашни инвестициски фондови. Тие пак парите ги добиваат од пензионерската каса. Добро сте го воочили тоа, јас го зборувам тоа со децении, односно со години. Тоа е нашиот парадокс. Тоа е она што не уништува, односно што ги јаде парите на идните пензионери. Замислете сега, ние 1/3 од стапката или 6% поени од 18,8 колку што е сега, парите одат во приватните пензиски друштва, 2/3 од тие пари повторно, мислам, тие ги вложуваат во државни обврзници, сосема безризичен пласман. Тоа може некој незавршен студент од економски факултет да го прави, нели таму. Инаку не спомнав, таму платите се огромни, најверојатно во пензиски друштва просечна плата е околу 60, 70, 90 илјади денари, тоа треба да се провери. И сега внимајте, сте ги отстапиле парите и си ги враќате назад, државата се задолжува кај истите пензиски друштва за да може да го покрие дефицитот. Нешто што е, како да кажам, надвор од паметот, но ево, ви кажувам, ова не е сензитивизирана јавноста до тој степен да кажеме чекајте што правиме, стоп, како што кажав, тоа што го направија, речиси, сите 11 земји кои што премина на овој систем. Знаете што е парадокс? Словенија, ние во бивша Југославија зборувавме за така наречените паметни словенци, не воведе втор столб. Остана на првиот столб и доброволен, како што е третиот столб кај нас. А нивните компании, преку КБ Прво пензиско друштво, Сава и Триглав, ги раководат 2,5 милиарди евра, односно управуваат со 2,5 милиарди евра на нашите идни пензионери. Како управуваат? Купуваат државни обврзници, ги чуваат во банка и ги пласираат во индексни фондови. Некои пресметки чумовски, ако сакате да слушнете, дури необразован иден пензионер, доколку парите ги чувал во банка, да речем кога започна да се одлева средства во приватни пензиски фондови, повеќе ќе му пораснеле од што е приносот на средствата реално некаде околу 2, нешто помалку од 3% до сега. Одржлив ли е ваков пензискиот фонд долгорочно? На кој мислите? На државниот? Не, тој сега не е одржлив. Мислам, не е фонд. Перманентно е во долгови. Не е фонд ако има дефицит, нели? Фондот се знае, имате собирате средства и нив ги користите за намени без некои инјекции од надвор. Значи и сега не е одржлив. Ќе станува се понеодржлив доколку не се направат прво некои реформи во смисла на решавање ова со вториот пензиски столб, понатаму овозможување на возрастните кои што навршиле, нели, овој возраст за пензионерија да може да работат подолго, оние што сакаат. Евентуално во иднина, доколку се создадат такви услови, порасне стандардот, зголемување на стапката за придонес, ништо не е исклучено. И има уште еден друг проблем, посебно кај нас, самовработените и некои професии, например адвокати, лекари и така натаму, плаќаат придонеси на минимална плата. А имат многу повисоки доходи. Имаме луѓе што возат джипови од по 100.000 евра, а плаќаат придонес на минимална плата, што создава големи, да речем, нееднаквости во општеството. И тука има простор за изголемување на приходите. Следите три гости во емисијата, универзитетскиот професор Трајко Славевски. Професоре, се предлага зголемување на ДДВ-то од 18 на 19% од страна на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Како вие гледате околу овој предлог? Видите, тоа е една од, како кажам, тие имаат мени на различни мерки, кои што би ги зголемиле буџетските приходи. Сега проценка е на владата дека, од она што го спомнавте вие на почетокот, во најавата дека можеби
приходите во буџетот може во многу поголема мера да се зголемат како резултат на намалување на сивата економија или борба со сива економија, одошто зголемување на стапката на данокот на додадена вредност, кој што би требало да платиме сите ние преку зголемена цена на производите и услугите што ги користиме. Така што мислам, работа е на политичка проценка, не е тоа техничко прашање. Ке зголемите, ке има известно зголемување. Но, внимајте, тука може да се размислува за оние повластени стапки на ДДВ. Пред неколку години се воведе прогресивен данок, па имаше голема врева во јавноста, па потоа се направи повторно враќање на стариот принцип. Добро, јас во друга прилика вам кажам дека испадна дека равниот данок е мачка со 9 животи. Никој досега покри критиките не се осмели, односно не успеа, имаше обид неуспешен, како што рековте, да го укине. Најверојатно се уште добро и служи на македонската економија. Равниот данок. Буџет 2025 може ли да го наречеме дека тој е развоен или предизборен? Имајќи во предвид дека ни следуваат локални избори, иако не се исклучува можеби и да имаме повторно двојни избори, парламентарни. Ете, ова терминологија што се наметна во јавноста и присутна во медиумите, јас не користам тоа развоен, предизборен, социјален и така натаму. Факт е дека нашиот буџет е премногу оптоварен со трансфери. Ево, кон фондот за пензиско и инвалидско осигурување, платите се висока ставка, другите надоместоци, субвенции и така натаму, така што она што останува како дискрециско трошење е релативно мало за капиталните расходи. Развоен е секој буџет кој што паметно и до максимум ќе ги искористи предвидените средства за капитални инвестиции. Може ли да зборуваме за економска одржливост во ситуација кога јавниот долг полека се приближува кон 70%? Од позиција на опозиција ВМРО ДПМН многу често тогашната власт СДСМ ја критикуваше дека перманентно ја задолжува државата, ние веќе идната година треба да вратиме дел од старите долгови. Тоа е проблем. И владата покрај реализација на проектите што се предвидени, по овие 6 месеци на консолидација по затекнатата положба, како што сме информирани, треба да мисли на фискална консолидација. Што значи фискална консолидација? Намалување на буџетските дефицити, затоа што долгот не е ништо друго, туку јавниот долг, туку кумулирани, насобрани буџетски дефицити. Од тука ние буџетски долгот на дефицитот не е со години висок последниве години. Од тука мора да се стремиме, како што е предвидено во фискалната стратегија, мора да се стремиме да се приближиме до нивото предвидено со фискалното правило од 3% буџетски дефицит, од сегашните таму колку се близу 5 или над 5, што секако ќе влијае на стабилизација. Значи, прво треба да се стабилизира нивото на јавниот долг, кој што е високо, и подоцна може да се намалува како процент од бруто домашниот производ. Возможно ли е намалување на јавниот долг? Па, видите, јавниот долг секогаш се цени како процент од бруто домашниот производ. Може да го намалите, како што реков, со намалување на непродуктивните трошења, намалување на расходите генерално, и со раст на бруто домашниот производ. Ако забележите повисока стапка на раст на бруто домашниот производ, пропорционално се намалува и долгот. Така што комбинација на овие две состојби, на овие мерки, може да ја постави траекторијата за намалување на јавниот долг до границата од 60%, дури и под тоа што е пожелно. Сега создава значителни проблеми. Ево, например, тоа беше предупредување од Светска банка, ние сме стигнале за камати за сервисирање на јавниот долг. Во буџетот сме достигнале учество од 1,8% од бруто домашниот производ. Па ние трошиме 3% за образование од бруто домашниот производ. Мајте, тоа е огромни средства одат за сервисирање на долгот. И затоа секој намалување на долгот покрај тоа што ви овозможува инвеститорите да ве гледаат како субјект со подобра крвна слика и да нудат по поволни услови, да речеме, ако сакате да се задолжите за некоја инвестиција, исто така, нели, ја намалува тежината на сервисирање на долгот во смисла на каматни плаќања. Како ви се односите со поранишниот министер за финансии, со партиец
Зоран Ставревски. Вашето име, неговото име, името на Маја Кадиевска се споменувате како можни кандидати за иден гувернер. Има ли разлики внатре партиски разлики околу економските политики? Господин Ставревски ретко го гледам. Мислам, ево вака тој помалку присутен од нас двајцата, сега од таа тројка што ја спомнавте во јавноста. Дури не знам со што се занимава, не знам од што живее и така натаму, така што не сме дискутирале по прашање или кои што вас тука ве интересираат. Имате амбиции за гувернер на Народна банка? Сега јас сум задоволен со тоа што имам бонус од 3 години на економскиот факултет Скопје, според законот, нели? По наполните 64 години да продолжам со предавања. Имам други обврски во Советот на град Скопје, не сум размислила за тоа. Дали скопјани се заложници на префрлањето на вината постојано меѓу локалната и централната власт? Градоначалничката го обвинува Советот на град Скопје, бидејќи таму мнозинство се членови ВМРО и останатите. Од друга страна, вие велите градоначалничката го има последниот збор. Видите, нема дефинирано мнозинство вака аритметичко во Советот на град Скопје, затоа што 16 членови на Советот, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е далеко од некој мнозинство од скупно 45. Но мнозинство надвор од политичките консидерации може да се формира по одделни прашања кои што се од интерес за граѓаните. Тука работата на градоначалникот во ваква констелација, нели, на фрагментација на политичката сцена во Скопје, која што ќе продолжи во иднина, градоначалникот треба да биде тоа кохезионо сврзивно ткиво кој што низ разговор, објаснување со координаторите на советничките групи, со советниците, ќе доведува до консензуси. За разлика тоа останува, отсуствува овдека. Најсвеж пример е работата околу буџетот. Никој не беше вклучен во подготовка на буџетот, предлог буџетот за 2025 година, а сега се очекува за една недела, веќе е закажана седницата за 24 идниот вторник, советниците онака без поднесување на амандмани, дискусии и така натаму да го усвојат. Еден пристап неприкладен, земи или остави. Дали е тоа резултат на суетата и ривалитетот помеѓу премиерот и градоначалничката? Па видите, ние од страна никогаш не можеме да разбереме кои беа, да речем, причините. Прво, и за мене нејасно кои беа причините за поддршката што бланко ја дадовме на Арсовска во 2021 година и она што се нарекува раскол, кога Арсовска се откажа на брутален начин од поддршката што ја имаше во функционирањето во првата година од својот мандат од поддршката на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Сето останато се проценки за дадена ситуација, даден проект. Ево, например, и покрај тој раскол, нели, од пред 2 години, да имавме епилог, да се расчистеше обвинувањето дека некој навистина, а тоа беше директорот тогаш Перински, кој што сега министер за локална самоуправа, дека има некоја вина како што беше обвинет, нели, раците во медот и така натаму од Арсовска, да се расчистеше тогаш работата, можеби работите ќе беа подобри и покрај раскинувањето, нели, на поддршката. Благодарам за разговорот и гостувањето. И вам благодарам. Сигналите од сегашната власт не покажуваат дека ќе се оди кон процесот на уставните измени.